Градот, како што напомена, во последниве години некои од скопските градоначалници почнаа веќе со таа фаза, прво со решавањето на оној хаос, а потоа и со модернизирањето, односно решавање на проблеми кои што се постари од 30-50 години за граѓаните. И со самото тоа дозволуваат да се модернизира во годините кои што следи. Сигурен сум дека ќе се модернизира и дека Скопје 2028 година, градот на културата, ќе го дочека барем во добро светло. Мислам дека во наредните 2-3 години ќе бидеме сведоци на многу големи градежни зафати во главниот град, се со цел да се промени сликата за она кое што не чинеше до сега и да се направи пофункционално Скопје. Во овој случај би сакал да напоменам хаосот кој што се случува во Скопје е заради сообраќајниот хаос. Добро е да има некои алтернативи на добар јавен превоз, а возилата да ги користиме само кога имаме потреба. Сега е хаос затоа што ги користиме возилата затоа што имаме потреба, а немаме јавен превоз. И некои такви работи кои што сигурен сум дека на Скопје во наредните години ќе му донесат некоја добра слика.